Денеска имавме одличен состанок со нашите најдобри партнери во дело на менаџирањето на ковид кризата. Амбасадорката на Соединетите Американски држави, представниците на Американската армија, представниците на УНИЦЕФ и на Светската здравствена организација. Од почетокот на кризата беа тука да ни помогнат во делот во кој што требаше. На почетокот со донација на медицинска заштитна опрема, тестови, понатаму толку посакувани апарати за механичка вентилација. Сето тоа со заедничка стратегија, благодарение на координацијата која што имавме по целокупниот овој процес кој што веќе трае повеќе од година дена. Меѓутоа, соработката не започна со почетокот на ковид кризата, тоа беше соработка која што трае повеќе време наназад. И токму таа соработка со Соединетите Американски држави преку амбасадата, тука благодарение на средствата кои што ги издвоја благодарение на даночните обврзници во Соединетите Американски држави, долго време наназад помага да се надградат посебни специфични сектори во нашиот здравствен систем. На почетокот уште пред повеќе години со надградбата и реконструкцијата на повеќе оделенија, ургентниот центар во болницата 8 септември, клиниката за неврологија, понатаму во овој момент се уште се реконструира клиниката за максилофацијална хирургија, целосно завршената надградена лабораторија во Институтот за јавно здравје, што ни овозможи да имаме највисок степен на опремена лабораторија, која што сега може да ги идентификува сите можни причинители на потенцијални епидемии или пандемии, навистина значеше зајакнување на здравствениот систем таму каде што најмногу треба. Огромни суми на средства благодарение на Соединетите Американски држави се инвестираа во нашиот здравствен систем, токму таму каде што требаше, таму каде што имаме експертиза, таму каде што им беше потребен здравствен сервис, здравствена услуга на нашите граѓани, односно на нашите пациенти. Со последната донација од $400,000 се набави потребната опрема, а понатаму следи ова што амбасадорката го најави дополнителниот на проект од $2,6 милиони кој што очекуваме да се имплементира во текот на следната година, повторно по истиот механизам во соработка со Светската здравствена организација и УНИЦЕФ, благодарение на нивната експертиза, нивното знаење, нивното искуство, заедно со нашите експерти за да продолжиме да го зајакнуваме системот за подобри здравствени услуги, полесен пристап и повисок квалитет за нашите пациенти.